Да се зборува за Блаже Коневски, една од најважните личности на нашата историја, е одговорна, но и неблагодарна работа, бидејќи тешко е да се набројат сите оние работи кои Коневски ги остави зад себе. Сите негови достигнувања во разните области на општественото живење, а при тоа да не се испушти уште некој сегмент од неговото пребогато дело. Блаже Коневски беше истакнат книжевен, културен и јавен работник. Академик, поет, прозеист, есеист, книжевен историчар, филолог, полиглот, преведувач и професор на Филозофскиот факултет. Коневски беше еден од кодификаторите на современиот македонски литературен јазик и значајна личност во македонската книжевност. Втемелувач на македонистиката на Филолошкиот факултет, кој денес го носи неговото име. Ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи, член и прв председател на Македонската академија на науките и уметностите. Коневски е добитник на многу значајни домашни и меѓународни награди и признанија, меѓу кои се престижните 11. октомври, Браќа Милодиновци, Рациновото признание, Златниот венец на Стушките вечери на поезијата, Негошевата награда и наградата Авној. Затоа, никако не треба да не чуди што во часот на 100 годишнината од неговото раѓање, владата ја усвои националната програма 2021 година во чест на Блаже Коневски. На тој начин, нашата земја и официјално се приклучи кон одлуката на Генералното собрание на Обединетите нации 2021 година да ја прогласи за меѓународна година на мирот и довербата. Истовремено, денот на раѓањето на великанот на македонската култура запишан е на листата на УНЕСКО за одбележување на значајни јубилеи во светот во текот на 2021 година. Знам дека најголемиот дел од вас, овде присутните, добро ви се познати и овие податоци кои ги набројав, а кои се најдобар доказ за големото дело на Коневски. Тоа го направив не случајно, туку со намера да го излечам најкраткиот заеднички содржател за кажаното. Блаже Коневски е џинот од Небрегово. Како градоначалник на Прилеп, исклучително ми е драго што покрај Коневски годинава и одбележуваме 100 годишнината од раѓањето на уште двајца исклучителни лика, кои ќе останат забележени во историјата не само во Прилеп, туку и во нашата држава. Борка Талевски и Коле Чашуле. Горди сме на нашиот град дека дал имиња кои се втемелени во македонската државност, личности чиј идеал треба да го следат генерациите кои доаѓаат. Блаже Коневски, без друго, е еден од нив. Представува прекрасно задоволство да се биде и тука во куќата на Блаже Коневски, во родната куќа во Небрегово, и да се чествува неговото големо дело во годината која што нашата влада, меѓуто ЮНЕСКО, ја прогласи за година на Блаже Коневски и всушност неговиот роден ден ќе се чествува и од ЮНЕСКО. Во оваа година на мирот и добрососедството, како што и самиот ЮНЕСКО односно Обединетите нации ја прогласија, делото на Блаже Коневски донесе мир на овие простори затоа што тој го одреди клучниот идентитетски знак на еден народ, а тоа е јазикот. Македонскиот јазик останува нашата трајна вредност, придобивка и секако должност е на оваа влада и на сите генерации да тоа дело и понатаму го развиваме и го чуваме. Голема е чест во текот на 2021 година, година во чест на Блаже Коневски, да се слават два јубилеја. Едниот е 100 години од раѓањето на големиот Блаже Коневски и другиот е 20 години од постоењето на Фондацијата за македонски јазик Небрегово.
Ваков убав спој ретко се случува и навистина односот на фондацијата преку надлежните државни органи, преку сите други институции, културни, научни и особено училишта, факултети од целата држава, направивме и досега направивме бројни манифестации во повеќе градови и населени места во државава. Тие активности Фондацијата за македонски јазик Небрегово ги продолжува и натаму во текот на целата година.